30 години независна и самостојна Република Македонија. Повеќе од 20 години се обидуваме да станеме и дел од европското семејство. И само што не примиле. Реториката повеќе од 20 години на меѓународната заедница е иста кон Македонија. Сторете го ова, ќе влезете во ЕУ. Само уште ова да го направите и вратите на Европа ќе ви бидат отворени. Европа ве сака да станете дел од европското семејство. И се останува само на тоа. Само што не сме влегле во европското семејство. Но ајде со ред. 92 година Македонија станува независна држава и нормално сака да биде признаена од меѓународната заедница. Побаравме од Европската 12-ка тогаш да не признаат и да станеме членки на Обединетите нации. Самостојна, независна, што туку донесениот млад устав од 1992 година го отвори по барање на меѓународната заедница и во него вметнавме дека Македонија нема територијални претензии кон своите соседи. Но повторно останавме пред вратите. Обединетите нации не признаа. Вчера 12-мината донесоа политичка одлука за признавање за сега само на Хрватска и Словенија. Следуваше Лисабонската конференција и Лисабонскиот договор, каде Грција успеа да ги протне сите барања кои што ги имаше низ Македонија. Македонија не смее да го содржи името Македонија во своето име, значи мора да го промени името. Меѓутоа привремено решение беше во Обединетите нации да влеземе под некое привремено име, привремена референца. Проблем е што никој не знаеше во Македонија што е договорено за влез во Обединетите нации. Во тоа време собранието ги бараше документите од владата да им бидат доставени, да видат што тоа е договорено и преговорено, но овие документи не им биле дадени. Секој е слично со сегашноста нормално нема врска со оваа приказна. Ние се прекрстивме, договорот го подпишавме, станавме БРМ, тогаш во тоа време еве што изјавуваа челниците на македонската држава. Со овој договор од Њу Јорк од 1995 година, Грција се согласи да го подигне ембаргото кое што го имаше кон Македонија. А Македонија во договорот се согласи дека нема да има територијални претензии, дека нема да се меша во работата посебно за малцинствата во Македонија, значи се откажавме од малцинствата и се согласи да го промени знамето на Република Македонија. Името во овој период е оставено настрана, да се решава во некое идно време. Дори Киро Глигоров тогаш изјавуваше дека морало да се даде нешто за да се добие нешто. Тоа е намерно направено за да имаме со што да се трампиме. Па за да не се свати така, ние името го ставивме на страна, иначе требаше тоа да се трампи за... Во овие време бурни случувања во Република Македонија, атентат на председателот Киро Глигоров. Но меѓународната заедница не смее да чека, договореното мора да се реализира. И само 2 дена по атентатот на председателот Киро Глигоров во Македонското собрание, Македонија го исполни својот дел од договорот. Го ратификуваше договорот склучен со Грција. Се оно што ние ветивме го направивме, го променивме знамето на Република Македонија, а Грција во овој ист договор се обврза дека нема да ја попречува Македонија во членство во меѓународните организации, но не го стори тоа. Не си го одржа ветувањето, не попречуваше секаде каде што можеше. Македонија поднесе и тужба, и ја доби тужбата, но повторно ништо не се случи. А тогаш дојде 2001. По кризата во 2001 година Европа ни испорача нов услов. Решете го проблемот со албанците во Република Македонија. Следеше подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Договорот го подпишавме, го отворивме уставот и го имплементиравме договорот. Но само што не сме влегле во ЕУ. Потоа имаше еден период на затишје. Во 2005 станавме земја кандидат, но тука застанаа работите. Имаше мали состаноци, мали обиди, меѓутоа ништо конкретно не се случуваше. Македонија имаше проблеми и дома, па дипломатијата изгледа мораше да чека. Во 2018 година нови обиди да се реши проблемот со Грција, да не бидеме веќе привремената референца ФИРОМ. The agreement that has been reached with Greece preserves. Договорот кој што е постигнат со Грција ви го гарантира идентитетот
културата, јазикот и видео отвора вратата кон Европа. And the decision will be simple. It's no or never. No or never. Одлуката е едноставна, сега или никогаш. There is no alternative answer. There's no plan B, no Prespa Plus, no better agreement waiting just over the hill. И Македонија повторно ставена на маса, повторно мораше да даде нешто. Следеше патот до Европа преку Преспа. Го подпишавме Преспанскиот договор. Со него Фиром отиде во историјата, но отиде во историјата и Република Македонија. Македонија се прекрсти. Северна Македонија. Ние го исполнивме нашиот дел од договорот. Го променивме името и официјално, и тоа и за внатрешна и за надворешна употреба. Се чинеше во македонската јавност, барем такво чувство се доби, дека Грција доби се, а Македонија ништо. Но ајде, барем се надевавме дека ќе станеме членка на ЕУ. Но, еве, само што не сме. Бугарија не ја пропушти шансата своите барања кон Македонија да ги направи да бидат европски барања, како што рековме. Јазикот, историјата, се она што е намаса во договорот за добрососедство кој што Заев го потпиша со Република Бугарија. Заев во тоа време изјавуваше дека за само 2 години ги решил сите проблеми со соседите. Но проблемите со Бугарија изгледа се далеко од решени, затоа што еве намаса сега го имаме францускиот предлог. Предлог со кој повеќето експерти во Македонија велат дека сите барања на Бугарија се вметнати во овој предлог и сега сите нивни барања стануваат европски барања. Експертите предупредуваат дека ова е лош предлог од владата, пак убедуваат дека со овој предлог бетонни е јазикот, барем ако ништо друго. А за се останато треба да се договараме преку комисијата која што имаме формирано заедно со Бугарија. И каде е сега Македонија? Каде сме после 30 години? Многу отстапки направивме. Го отворивме уставот неколку пати. Го променивме знамето, го променивме името. Сега бараат дел парче од нашата историја. Еве и тоа да го дадеме. Дали ќе влеземе во ЕУ? Експертите велат не скоро. Имаме уште многу да работиме и во догледно време нема да станеме членка на европското семејство. Еве, само што не сме дел од ЕУ.